Калкулирањето на власта, советувањето за нови коефициенти за утврдување на функционерските плати, кои пораснаа за 78%, го крена револтот на максимум. Јавноста е бесна во очекување на решение со кое треба да се спречи огромното покачување, но од него засега нема ништо поконкретно. Од владата се правдаа дека се разговарало за сите можности и најавуваат ново законско решение, но кога тоа би се случило, останува неизвестно. Синдикатите се револтирани и предупредуваат дека ова што се случува е неетички и нечовечки. Не веруваат во искреноста на власта и веруваат дека ако има за функционерите, тогаш ќе мора да има и за работниците. Морам да кажам дека функционерите, пратениците, директорите, менаџерите кои ги убедуваа работниците дека 2000 денари им се доволно месечно да им се усогласат платите, добиваат 2000 денари дневно зголемување на нивните плати согласно последната одлука на Уставниот суд, и тоа е жално и поразително за една држава. Ние предлагаме работниците да го добијат истиот модел кој го добиваат и функционерите, односно функционерите да го пресликаат нивниот модел со делот на платите на работниците. Премиерот Ковачевски, како и останатите негови соработници, тврди дека е против зголемување на платите, но од ветеното коригирање на коефициентите се уште нема ништо. Допрва ќе се консултира за ново законско решение. Дали до тогаш би донирал дел од платата, не одговори конкретно. Владата работи, и тоа веќе го имаме најавено, и јас прв го најавив, на изработка на нов закон за плати, во кој што ќе се стави конзистентност во исплатата на плати за сите функционери во државата. Јас досега имам многу пати донирано, меѓутоа никогаш со тоа не сум правел пиар. Наспроти правдањето на владата, шефот на државата предупредува дека владата има надлежност да реагира. Пендаровски побара платите да останат на исто ниво. Владата мора да направи се што е во нејзина моќ и надлежност, а има надлежности, платите на функционерите од мене па до локална самоуправа да останат на ова ниво на кое што се сега. Со измена на коефициенти, со измена на основица, поинаку не можеме да излеземе на очи пред граѓаните и да им кажеме дека во оваа тешка ситуација, кога замрзнуваме цени на основни животни продукти, ние си ги зголемуваме платите. Со укинувањето на двата члена од законот за плати на избрани и именувани лица, јавните функционери ќе добијат речиси двојно повисоки плати. Одлуката на уставен е во сила од 23 март и задолжителна за примена. Пратениците веќе добила плюс 16.000 на мартовската плата само за последната недела од минатиот месец.